Љубени гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание од новата емисија во Ритмот со пулсот на градот и се надевам дека и денес ќе имаме убава емисија, ќе доставиме корисни информации и се разбира се она што е од ваш интерес за да бидете добро информирани. Кажав дека нели во оваа емисија ќе третираме актуелни теми, настани и така натаму. Неодамна се одбележа светскиот ден на остеопорозата. Па малку сакавме да опфатиме оваа тема, зашто да не малку и од медицината нешто нели да проговориме. Минатата недела доктор Симона Ристовска беше на еден интересен конгрес. Значи, на 25-тиот конгрес за физикална и рехабилитациона медицина, кој што се одржа во Србија од 30 октомври до 1 ноември. Ми се чини дека истата тема беше опфатена на овој конгрес, ќе ни каже доктор Симона, а ќе поразговараме на тема остеосаркопеничен синдром. Се надевам дека многу од повеќе од понежниот пол оваа тема ќе ги интересира, бидејќи некако во последно време ми се чини дека многу рано жените навлегуваат во климакс, според она што сум го разговарала со гинеколозите, нели, многу веќе почна рано климаксот кај жените да се јавува, а секако нели со појавата на климаксот тука доаѓаат и многу проблеми кај жените, меѓу кои и она ослабнување на коските и мускулите или така наречена остеопороза. Се разбира за ова, повеќе ќе дознаеме во овој разговор што денес ќе го водиме со мојата денешна соговорничка, доктор Симона Ристовска, која што е доктор, специјалист по физикална медицина и рехабилитација и ни доаѓа од Превентива 99. Доктор Симона, добре дојде. Добар ден, добро ве најдов. Так. Драго ми е што си дел од новата емисија во Ритмот со пулсот на градот. Уште повеќе што имаме и интересен повод да поразговараме малку за остеопорозата а и за тоа како помина на конгресот. Па на почеток би сакала да те прашам првин како помина на конгресот и дали на конкретно за оваа тема. Одличен беше, дури ги надмина да речем до некаде и моите очекувања, бидејќи да имаше и тема и за остеопороза и лекување на последиците на остеопороза, најчесто тоа се фрактури, меѓутоа работа и многу широки теми што всушност и ние ги работиме, тоа е неурорехабилитација, нели користење на ботулинов токсин кај спастицитети, се работеше за нешто ново што во нашата ординација сега го работиме, а тоа е онколошка рехабилитација, тоа е за лимфната дренажа, што се јавува како последица на после вадење на лимфните јазни настанува застој во екстремитетите, најчесто се случува после рак на градата кај пациентките, нели познато е тоа, и многу други теми на мускулоскелетниот систем кои се нели секојдневие, па имавме можност да ги дознаеме новитетите и соодветно да видиме нели каде сме на на тоа место на нивоеве, барем на Балканот, бидејќи иако беше српски, нели беше посетен од XU, цела XU. Так. Да кажеме сега нешто за остеопорозата повеќе, бидејќи кажав дека беше одбележан светскиот ден на остеопорозата. Да напоменеме дека вие веќе го имате и оној апарат DEXA Scan кој што ја мери густината на коските. Па ајде подоцна за апаратот ќе проговориме, пред да не кажеме на почеток што представува остеопорозата. Тука ќе се обратам на нашите гледачи, знаете дека сме отворена контактна емисија, па доколку имате некое прашање или нешто што ве интересира во однос на оваа проблематика, слободно може да ни искомуницирате, нели ќе поставите прашања, доктор Симона е денес тука за да одговори она што е од ваш интерес. Што представува остеопорозата? Остеопорозата всушност представува метаболно заболување, бидејќи преку метаболизам на коските, односно дел од коските ни се создава, дел од коските се разградуваат. На годишно ниво 20% од нашите коски всушност се разградуваат и се формираат, односно представува една метаболички активна состојба и многу често поради ред причини, како што кажавте, рана менопауза, многу често потоа кај некои состојби како што пациентките кои земаат кортикостероиди, односно пациенти исто кои се и со ревматоиден артрит, настанува побрзо разградување на коската и може да доведе до остеопороза, односно намалување на густината на коската, и едноставно да им кажеме. Меѓутоа лошото кај остеопорозата што ние викаме таа не боли, односно дур пациентот нема фрактура, не знае дека има остеопорозата, затоа има некои препораки
кај пациенти после менопауза, кај тие што примаат кортикостероидна терапија или дури на рентген може да увидиме дека има намалување на густината на коските, им советуваме на пациентите да се направи DEXA скен. Тој DEXA скен представува златен стандард и единствен метод за диагностика на густината на коските. Така. Кажавте оние кои што примаат кортикостероиди, каков тип на кортикостероиди? Таблетарна терапија или било каква терапија? Не менува типот на кортикостероиди, повеќе менува време трењето на користењето. Значи ако долг период континуирано без прекина меѓутоа и кај некои пациенти зависност каква е состојбата, може големи дози да примат. Еве имаме кај онколошки пациенти или кај хематолошки пациенти кои примаат болусни дози, односно превисоки дози на кортикостероиди поради нивната здравствена состојба, кај тие за помало време може да настане остеопороза, додека кај други пациенти пијат помали дози, но ги пијат континуирано, например кај ревматоидните артрити или кај автоимуните болести, за да ја контролираме ситуацијата на имунитетот, го потиснуваме нели имунитетот со кортикостероиди, меѓутоа потребно им е долго користење и тоа доведува до многу често до остеопороза или еве имаме и локално кај астми пациенти што примаат кортикостероидна терапија. Тоа сакав да прашам, дали тие кои што користат и тие меѓутоа и ревматоидниот артрит исто така многу важно да напоменеме некој ризик фактор, например пушењето на цигари, и тоа представува вид. Пациенти кои примале хемотерапија, исто и тие се во ризик за остеопороза, дури има и протоколи кај тие пациенти како би требало да се прими терапија соодветна. Исто така имаме и кај други видови на пациенти со некои други болести кои можат да бидат позагрозени. Добро. Вака сега, бидејќи нели остеопорозата е една специфична болест, ги опфаќа, како што кажавте, многу проблематики кои што се нели од здравствен карактер. Посочивме на оние нели понежниот пол кога ќе влезат во менопауза. Сега ме интересира кога станува збор за понежниот пол, нели? Дали кога скроз ќе навлезат во менопауза, кога веќе нели година дена ќе немаат циклус, тогаш треба да дојдат да се проверат на DEXA скенот, или пак тоа треба да биде кога веќе ќе почне нели циклусот да биде наредовен? Се смета со падот на естрогените дека настапува можноста за појава, сепак е хормонски, за појава на остеопороза. Така да сметам дека кај тие пациентки што немале до сега никакви проблеми или немале некои други заболувања, во тој случај требаме после година дена им препорачуваме од менопаузата. Менопаузата се смета кога веќе пациентката една година нема да има циклус. После една година од немањето на циклус може да се направи, додека имаме состојби, например, ендокринолошки, каде што пациентите и порано треба да направат. Исто така многу интересно што ги спомнавме жените, уште една сега се нова, да речеме до некаде, тоа е имаме и остеопороза кај млади мајки. Да, бидејќи немаат внесувана доволна количина на калциум, калциумот бебето за создавање на скелетот на бебето си е потребно, а потоа настанува и доење. Некако во пременоста пак и примаат некаква суплементација. Обично знам дека тоа се поврзува со косата, опаѓа косата, ама не сум знала дека и на коските. Да, има баш точно една пациентка на 34-5 години, 3 бременности едно по друго и доење меѓу време и се појави остеопороза. Почнавме да испитуваме нели секакви испитувања за да видиме да не има некакво метаболно друго заболување, бидејќи и паратироиден хормон може да предизвика проблеми, ендокринолошки заболувања. Не можевме да откриеме, меѓутоа испадна дека всушност главниот проблем од честата бременост и доењето. И многу често се случува да апелираме, ако не гледаат помлади пациентки или нивни мајки, татковци, роднини, и во време на бременоста дека пациентката има зголемена потреба од калциум, односно некаде околу 1500 милиграма калциум дневно треба да внесува и витамин Д. Ако не може пациентката толку да внесе, барем да се суплементираат со определени нели суплементи со калциум, меѓутоа и тоа треба да внимавам, бидејќи многу често пациентите се плашат каков калциум да примаат, па дали тој калциум ќе им предизвика калцификати, натрупување по крвни садови или
на други места има соодветни формулации каде што нема да им се предизвика натрупување на калцификати, односно со витаминот, ако има додадено и К2, ние можеме да ги заштитиме пациентите да нема натрупување. Има и форми кои што не се калциум карбоната, се друга форма на калциум каде што не настанува натрупување на тие калцификати, бидејќи сепак кога станува збор за остеопороза, пациентите од 1 година па и повеќе години суплементираат калциум и витамин Д. Која е функцијата на коските, впрочем? Коските всушност ни овозможуваат ние да се движиме и ни го држат целиот, и ни одржуваат исто така. Многу е важно да напоменеме, меѓутоа тоа ќе го спомнеме подоцна, за таа саркопенија, дека имаме проблем не само со коските, може да имаме и со мускулите. И затоа сега се кажува дека е синдром остеопороза со саркопенија, односно ретко имаме пациенти кои што имаат саркопенија, односно јачината на коската е намалена, а да немаат остеопороза. И всушност значи едно со друго. Едно со друго. Да, може да имаме пациенти кои имаат зачувана мускулатура, но пак да имаат остеопороза. Така да повеќе јачината на мускулот е поврзана и со јачината на коската, отколку обратно. Чекај се, колку што ве разбирам, ако ни се нас појаки мускулите, ќе имаме и појаки коски? Не. Значи може да ни се слаби мускулите и слаби ќе ни бидат и коските, а можеме да имаме и јаки мускули, пак да имаме слаби коски. Значи не е поврзано директно. Меѓутоа горе-доле на некој начин превенцијата со текот на годините заслабнуваат и мускулите и коските, ако. Затоа и да препорачаме дека превенцијата за остеопороза се случува на 30 до 40 години. И што треба да се прави тоа? Да се вежба под оптеретување, значи со тежина да се вежба, може например и скокање и рипање, бидејќи се што прави товар на коските. Меѓутоа сега и се препорачува и вежбање и со тегови. Кога ќе речеме вежбање со тегови, не значи дека жените треба 20-30 кила да дигаат, доволно е 2-3 кила да има тегови во неа за да направи, за да ја зајакне, бидејќи коската до 21 до 30 години се создава, а разградувањето за жал после 30-та година. За ние да бидеме здрави и функционални, ние требаме меѓу 30 и 40 години да вежбаме и понатаму, за да можеме после на 70-80 години да бидеме самостојни, функционални. Тоа некако тешко ни оди зле. Па тешко оди. Во тој период некако најмногу сме запатени ние жените. Трчаме по работа, гледаме деца, едно друго, можеби многу малку имаме време за да ги правиме тие активности. Да, и заради тој да апелираме дека жените треба да ги прават тие работи, бидејќи после кога ќе настане веќе проблемот, идеме во фаза на лекување. Ова е сето во фаза на превенција, каде што не треба никакви медикаменти да се примаат. И многу е подобро ако ние си го способиме телото за постари години во оној момент кога треба, и не е себично жената да издвојува барем 2 пати неделно да отиде да вежба за да си го зајакне мускулоскелетниот систем, бидејќи и други повреди на мускулоскелетниот систем се последица на неактивноста, како тендинопатијата, тендовагинетисот и ред други работи. И потоа се соочуваме и со други болести, како остеоартритисот. Зашто жените имаат остеоартритис? Ете пак поради слаба мускулатура. 65% од општиот остеоартрит на светско ниво го имаат жените. Кога знаеме дека имаме предиспозиција за такво нешто, веќе ние требаме да се потрудиме колку можеме да направиме нешто, а не потоа да примаме медикаменти и да се доведеме у една незавидна ситуација. Ајде тука од режија ќе побарам нека ќе пуштат сликите ние додека говориме, бидејќи ќе дојдеме и до оној апарат DEXA Scan, каде што и тоа ми е следното прашање. Значи, како се диагностицира остеопорозата? Кажавме, веќе имате вие кај вас во превентива DEXA Scan-от. Како доаѓа до диагностика? Само преку DEXA Scan, така? Да, преку DEXA Scan, и таа е многу брза метода, значи за 15 до 20 минути добиваме диагностика. Правиме снимање на колковите, на двата колка, правиме снимање и на рбетниот столб и веднаш гледаме буквално за 15 минути дали пациентката има остеопороза, која е густината на коските, која е густината например на вратот, бидејќи вратот на фемурот е тој што ни
кажува и ни дава предикција дали пациентот кога ќе падне ќе настане фрактура на колкот или нема да настане фрактура на колкот. За жал некаде на светско ниво 20 до 30% после фрактура на колк завршуваат летално. И сега ние кога знаеме дека некој пациент ова изгледа фактички остеопороза, кога ова е архитектониката на коската, односно гледате какви големи дупки има. Кога едната коска е поздрава, таа е погуста внатре, нема вакви дупки, може тогаш пациентот и да падне, ќе ја задржи стабилност, односно коската нема да се скрши. Баш во една недела пред 2 недели имавме 3 патолошки фрактури од жени со остеопороза, 2 беа спонтани, една беше со пат, така да еве да апелираме дека жените треба да прават нели превентивно дексаскен, меѓутоа кај некој апаратот. Да, ова е апаратот, тој е дексаскен, значи пациентката се легнува, удобно е, се става под нозете едно помагало за да бидат свиткани, се прави снимки првин на рбетот, потоа се прави на колковите, можеме да направиме и на рачниот зглоб, можеме и на други екстремитети, може во ова да испитаме и саркопенијата, односно имаме total body scan ова, не се снима само дел од телото, туку можеме и цело тело да го снимиме, можеме да видиме дали имаме саркопенија, односно колку ни е јака мускулатурата и дали имаме внатре во мускулатурата колку проценти ни се мускули, колку проценти ни се масти и дали имаме внатре во мускулатурата масти, односно да изгледа дека има мускул, а всушност тој мускул да биде со масти. За жал повеќе млади сакаат да се снимаат за тоа, бидејќи сакаат да видат колку нели има чисти спортисти, меѓутоа препораките кај саркопенија се за пациенти над 60 или 65 години, значи нема да ги снимаме младите за нивна желба. Без медицинска индикација. Значи кога треба да се направи една ваква снимање со дексаскен, кој треба да даде препораката? Дали може некој само волно да дојде да се може да дојде снима, претежно, ако ги има овие работи за кои што говоревме, тие ризик фактори и проблеми со заболувањата? Да, може да дојдат пациентите да се јават и да си закаже директно дексаскен во ПЗУ Превентива 99. Ние секако не го правиме само снимањето и да им ги дадеме резултатите, туку има и консултација со доктор, односно ја одредуваме терапијата што пациентот треба да ја прима, ако треба да прима терапија, и се прават дополнителни анализи на тоа што рековме метаболизмот на коски, односно се испраќаат анализи преку крв да видиме колку ни се создаваат клетките, колку се разградуваат, се испитува витамин Д, се испитува калциум, се испитува парахормони, други некои фактори што треба да се видат каков е метаболизмот на коските. Значи сепак е тоа метаболизам се создава, не можеме ние туку така да се решиме и почнуваме дали суплементација со калциум, ако има остеопенија, значи имаме остеопенија, тоа ни е почетна фаза на остеопороза. Потоа имаме остеопороза, каде што веќе имаме самата диагноза и веќе кога ќе ја добиеме диагнозата, решаваме дали пациентите ќе одат кон таблетарна терапија, тоа најчесто се случува со бифосфонатни лекови, ќе одат, има и терапија со бифосфонати која е која е интравенска, или сега имаме најнови, не се најнови, меѓутоа во Македонија не се користат, бидејќи не се одобрени на товар на фондот толку често. Тоа е биолошка терапија, тоа е терапија што на светско ниво имаат фолоуапи 10 до 15 години, каде што метаболизмот на коските буквално го превзема таа биолошка терапија и она ги става нели коските во некој во нормална функција и многу често има резултати во ПЗУ Превентива 99. Тоа и ние всушност решаваме која терапија ќе ја дадеме. Значи имаме интерпретација на резултатите и насоки ако треба да се направат дополнителни испитувања или што понатаму пациентот би продолжи. Значи не е оставен сам на себе и од кога ќе ја прима таа терапија, како бифосфонатна терапија, правиме контролен дексаскен за година дена за да видиме дали е подобрена состојбата, не е подобрена, дали пациентот треба да ја прекина таа терапија или ќе продолжи неколку години со таа терапија. Доктор Симона, бидејќи кажавме дека има нели поделба на остеопорозата, какви видови има? Дали тука првин започнува со остеопенијата, значи почетокот на заслабнување на коските, па потоа иде кон остеопороза. Сега кога станува збор за остеопенијата, исто така се намалува густината на коските? Да, се намалува, но не до тој степен за да се постави како диагноза. Така, кога ќе се диагностицира остеопенија, што понатаму?
претежно им даваме овие препораките што ги кажавме, исхрана богата на калциум или суплементација со калциум, витамин Д, и некогаш им даваме и бидејќи коската се состои калциум, и калциум е неорганскиот дел, додека органскиот дел на коската е колаген, можеме да им дадеме и колаген, и најважното тука е движењето, пешачењето, значи вежби да се дадат, вежби со отпор, дури имаме и вежби кај нас што им даваме на пациентите со ластици, со отпори, специјални ластици со отпори се купуваат во многу од овие и за спортски, и за медицински помагала. Гумени ластици, пациентите имаат специјални вежби, им се дават, кај што со мало отпор од 1 кило, 2 кила, 5 кила ги прави вежбите за да се превенира напредокот на болеста, и може да се превенира ако пациентите соодветно навремено реагираат. Така. На колку време потоа им кажувате да дојдат на контрола кога веќе ќе се диагностицира остеопенијата? Една година, сега и за лекување, за ова некој има препораки од година, но две подобро една година, за да не нешто да не се влоши, да не пациентот драстично му се влоши состојбата, и на една година ги викаме повторно на контрола. Сега бидејќи кажавте дека нема симптоми остеопорозата, и претпоставам дека луѓето не можат да знаат. Меѓутоа, може ли барем нешто да се насети ако еве некоја болка во колено почувствуваат? Не, тоа повеќе би било во врска со згрбавување и намалување на висината. Тука би ни покажало дека кога веќе ќе почувствуваме дека сме подгрбавени малку и висината ни се намалила, може да се посомневаме. Многу често доаѓаат пациенти, прават DEXA скен, викаме нема, мене ме боли нешто, ама викаме не ве боли од остеопорозата, туку ја боли примерно пациентката коленото, пошто има остеоартритис на коленото. Соодветно докторот сосема друга диагноза, каде што настанува оштетување на рскавицата и народски кажан или триење на меѓузглобовите, така да ние требаме да го видиме, да го прегледаме тој пациент. Да, ризични групи се жени со рана менопауза. Ако конзумираат алкохол, ако пушат цигари, ако пијат кафиња повеќе од 5, например, кафиња дневно, исто така и диабетичари. Реуматоиден артрит, ако знаеме дека у семејството мајката скршила или таткото колки починало, тоа и тоа не е ризик фактор, или заседнат начин на живот, неактивни пациенти кои имаат позаседнат начин на живот. Сега у последно време имаме и доста, да речам за мене, млади мажи, бидејќи се сметаше дека таа сенилна остеопороза што ја водиме за мажи над 70, значи до 70 години некако жените превалираат, тоа не повеќе, меѓутоа после 70 години нема некоја толку кај остеопорозата значајна разлика, ако до 70 години биле и двајцата со нормална коска, меѓутоа после 70 години веќе и кај мажите настапува остеопороза, и имаме за жал еве помлади мажи што не го очекувавме, многу повеќе почнаа со остеопенија или остеопорози на колкови, бидејќи кај мажите повеќе на колкови, кај жените знае и на колкови, меѓутоа и многу почесто и на рбет, па соодветно и терапијата се разликува што ќе им се аплицира. Така. Сега колку пак знаат да дојдат во како да кажам, во она време кое што треба да се дојде и да побараат да се направи еден DEXA скен? Има ли како да кажам, едукација на населението дека треба во одредени периоди од животот да се направи DEXA скен? Па мислам дека свеста се подига и дека со сите овие работи што и телевизиите и можеби и социјалните мрежи, општо здравствената култура полека малку ни се подига, и пациентите дури еве имаме и сами што се закажуваат, бидејќи требал слушнале дека треба да се направи DEXA скен, и кај некои пациенти се докажува остеопороза, кај некои се и многу добри наодите, така да мислам дека не е лоша, нели, да се делува на превенција, ние делуваме сите, и вие како медиуми, и ние како доктори, и дека полека мислам дека ни се качува нивото на култура за тој тип на испитување. Сега што е остеопороза пак? Остеопороза, како што објаснив, е метаболно заболување, односно заболување кое се случува на метаболизам на коските и настанува намалување на густината на коските. И сега кога ќе се диагностицира, бидејќи кажавме дека остеопенија е почетокот, а остеопорозата веќе е оној како она фотографија која што ја видовме пред малку, значи оние дупки во коските, веќе густината се намалува, тие стануваат лесно кршливи. Како тука се делува, бидејќи претпоставам дека после на овие коски кои што се нели лесно кршливи и шупливи, така да кажеме, во својата
по својата структура, веќе мускулната маса исто така делува како тежина. Колку тука игра улога и Не, баш напротив, сега баш на конгресот што бе, рекол едното предавање кажа дека бидејќи маснотиите, они сами во себе имаат естрогени, така да попуните нели луѓе до некаде, мада тој го имаме приметен дека немаат толку напредната остеопороза. Да. Затоа ве прашав бидејќи некако веројатно ми се чини дека како да е товар на коските. Не, тоа товар и добро е да има коската бидејќи нели затоа и тежина даваме, затоа што коската така ќе се позајакнува споредбено со тоа ако не би имала товар коската, така да во тој случај ова е меѓу ретките случаи каде што тежината би делувала позитивно, меѓутоа сепак апелираме нели пациентите да немаат зголемена бидејќи си носи свои други многу негативни, ајде едно и диабет што може, други хипертензија, срцеви проблеми, меѓутоа и за мускулоскелетниот систем имаме доста проблеми со остеоартроза, односно остеоартритис, истенчување, колку ни е килажата поголема, толку повеќе страдаат зглобовите. Така да не рачунаме зголемената тежина дека ни врши огромна работа. Добро, поинтата ми беше колку тоа ќе биде проблем за остеопорозата, меѓутоа добро, во секој случај да си внимаваме на тежината. Сега како се санира остеопорозата? Што се дава како терапија? Како вие им препорачувате на пациентите што да прават, што да пијат? Колку време да доаѓаат на редовни контроли? Имаме медикаментозна терапија, тоа што го спомнавме, значи витаминска, витамин Д и калциум и нели органската колаген. Концентрацијата ви кажав на дневно ниво иде 1000 до 1500 иде, а во зависност од годините кај повозрастните луѓе се препорачува над 1500. Меѓутоа мора да земеме предвид дека пациентите и внесуваат преку исхраната калциум. Значи ние не можеме да им дадеме максимална доза цело време да ја примаат година дена бидејќи имаме ние да речеме и во сирењето и во кашкавалот имаме калциум. Темен зелен зеленчук е храна што исто содржи калциум, сусамот содржи калциум, портокалот содржи калциум. Ние сме тука барем во Македонија многу јадеме сирење, урда и ние немаме недостаток многу голем на калциум. Витаминот Д од друга страна ретко кој има добар витамин Д, значи тој почесто требаме да го суплементираме. Повеќе витамин Д да консумираме. Да, во некои нормални граници медицински, меѓутоа сепак да е во консултација со лекар бидејќи имаме и една граница кај што ако се отиде премногу може да направи калцификати, може и проблеми со бубрезите, така да си се држиме во тие нормални граници на суплементација од 1000 до 2000 единици, да не претеруваме бидејќи имаат некои над 4 што внесуваат, или сега има пациенти што примаат, има такви високи дози, 250.000 и во инекција, каде што имаат голема, меѓутоа препораките не се такви, бидејќи се смета дека оној дел што не му треба на организмот, тој ќе го екскретира и после тоа пациентот пак ќе остане без соодветната доза, така да подобро да идеме постепено, месец, 2-3, за жал многу бавно се дига витаминот Д, и подобро е да одиме бавно, меѓутоа да го постигнеме саканиот резултат, отколку да не го постигнеме воопшто, да внесеме само доза и да направиме некаков друг проблем. Тоа се од овие што се како додатоци на исхрана, тие се сите регистрирани како додатоци на исхрана, а бифосфонатната терапија, таа таблетарна терапија, таа е веќе регистрирана како медицинско и лек и се зема калциумот, еве попросто да објасниме, и се носи во коските и со тоа ги зацврстува коските. Должината на примање на таа терапија од прилика е максимум до 5 години и потоа пациентите треба да ја прекинат таа терапија. Дека кажавте во однос на витаминот Д дека има некои пациенти што примаат исклучиво високи концентрации, дали и на пример понекогаш се препорачува тие да си ја проверат состојбата на витаминот Д за да не направат некој проблем. Ние секако значи не почнуваме со лекување без да видиме ионизиран калциум, витамин Д како што споменав, и витаминот Д ако е низок го суплементираме за неколку месеци, ќе направиме контрола дали е добра таа суплементација, дали ќе намалиме, дали ќе одиме на доза на одржување на витаминот Д, бидејќи не е убаво со ништо да се претерува. Така да ние задолжително пред да почнеме и да ги даваме, еве на
пример тие бифосфонати, мораме да го провериме нивото и на ионизиран калциум во крвта, бидејќи ако немаме доволно ионизиран калциум, како тие бифосфонати ќе ги однесат калциумот ако нема. Така да се јавуваат после несакани ефекти и пациентите ги спречуваат да ќе прекинат да ја земаат таа терапија. Секако дека сите терапии имаат тие доста и негативни ефекти, затоа најубаво би било да делуваме на превенција, вежбање, нели суплементација, здрав начин на живот за да можеме да спречиме. Сепак е многу важно да споменеме и за протеините, дека и тие се составен дел и треба и да се внесува и протеини, односно исхрана еве богата со месо, значи што содржи протеин. Така. Секак дали кога се третира остеопорозата, вие препорачувате и некои други физикални модалитети во третманот? Има, може да се препорача магнетотерапија за зајакнување на коската, може да се препорача и супериндуктивен магнет, да речеме ако видиме дека на некое место има најслаб, тогаш што е супериндуктивниот магнет, тоа е со јачина до 3 Тесла, поспоредбено со обичните магнети, што се од 0,68 до 1 милитесла збориме, а ова е Тесла, значи јачината е многу поголема и можеме насочено да идеме точно на тој дел и да направиме зајакнување на коската во тој дел, бидејќи тој магнет може да навлезе и до 10 сантиметри во ткивото, односно и сега и многу е добро што тој магнет и кај фрактури ни помага, кај пациенти што имаат одложено заздравување или незаздравување на фрактури, па кога ќе ги ставиме, кога ќе оставиме тој тип на супериндуктивен магнет, добиваме доста добри резултати. И сега вака додека говориме, се случува нели понекогаш оние кои што имаат проблем со остеопороза да добијате некоја скршеница. Најчесто. Претпоставувам и дека после тоа рехабилитацијата од таа повреда исто доаѓаат кај вас. Па кажете ми колку е тешко да се рехабилитира една скршеница кога е присутна остеопорозата? Па зависи каде се наоѓа и зависи кој тип на фрактура е. Најчесто, како што објасни, фрактурите на колко завршуваат оперативно. Тие се најтешки, Тие се најтешки, тие задолжително завршуваат оперативно, бидејќи во случај тоа е многу васкуларизиран и ако не се оперира... Значи да напоменеме скршеница, не пукнатина, туку баш скршеница. Па скршеница и пукнатината на колку си е видна скршеница, ретко кога ортопедите, колегите ќе остават спонтано, посебно кај повозрасна популација, бидејќи како што објаснав, дури оперирани пациенти, дури пациенти што се навремено, све за жал завршуваат летално 25 до 30%, што е сепак и за тоа требаме да делуваме во превенција на остеопорозата, бидејќи тие работи се случуваат како последица на остеопорозата. Да, се случуваат и како последица на саркопенијата, односно тие пациенти губат мускулатура и почнуваат да немаат стабилност, нели како да се љулјаат. И многу е важно за да видиме дали има стабилност пациентот како седнува, како станува, дали треба да се придржи за нешто, да внимава и во домашната атмосфера како му, ако имаат некои чергички или такви, па може да се сопнат, да паднат, зависи од видот, нели дали пациентот убаво гледа, дали не гледа, нели кога ќе постават нови елементи, збориме ова веќе за доста повозрасна популација над 75-85 години, меѓутоа мора тие се најтешките фрактури, после тоа иде и долго опоравување по месец дена. Колку е тоа после процесот по месец и два, па и до 3 имаме пациенти што не можат да се опорават од тоа, ако нели секако преживеат, а додека овие фрактурите што се на рбетот многу често тие се компресивни, односно настанува потиснување на висината на пршленското тело и да речеме ако пршленското дело било високо 2 сантиметри, сега е 1 сантим или 0,8, нели настанува и малку изгрбавување. Многу често решаваме дали ќе се сами ние заедно и ортопедите и некојаш и неурохирурзите, дали ќе се лекува оперативно или конзервативно. Ако нема ризик за медула спиналис, односно рбетната мождина не е засегната, многу често ги решаваме конзервативно, односно се ставаат специјални ТЛСО појаси, каде што пациентот 4 недели првен се имобилизира, односно пациентката или пациентот не смее да се движи без тоа помагало. Тоа е на времето како кога се носеа гипсови, го ставаме тој појас и со тој појас 4 недели, после 4 недели веќе започнуваме со рехабилитација, започнуваме со постепено вадење на тој појас, бидејќи не може ако се носел 24 часа да го извадиме и наеднаш да им речеме немојте веќе да го носите
за секогаш, со неколку часа на ден вадење, се внесуваат вежби, се внесува и супериндуктивен, електротерапии, исто интерферентните терапии многу добро ни влијаат за создавање на калус, тоа е формирање на коскено ткиво. Сега во Македонија, не знам колку од пациентите, мислам дека поретко, немам до сега таков некој пациент посебно сретнат, меѓутоа во странство се можат и тие што се колабирани пршлени, им ставаат цимент и со тоа се подкрива, односно повторно да се добие на висина како еднодневна процедура. Дали вака сега ви текнува на колку годишна возраст сте диагностицирале остеопороза? Најмлада? На 30 и нешто. Да, имаме ние состојби. Таа пациентката што ја кажавте со 3 бременности. Да, за многу брзо. Меѓутоа ние имаме, ама тие се веќе друг типови на болести, значи болести кај ендокринолошки, кај деца што имаат остео, меѓутоа во моментот ние до сега не сме имале таков пациент, меѓутоа DEXA скенот е и за деца. Значи овој DEXA скен што ние го имаме работи и за дечиња, може да се сними и да се следи текот на болеста на децата, меѓутоа не сме имале до сега таков пациент. Ево ние земе некој веќе, мислам дека 5-6 месеци го имаме, така да уште ние, да речеме тази. Сега би сакала тука само еден апел до нашите гледачи во однос на остеопорозата. Сакам да ви искористам малку и збордува да кажам и за една друга тема, бидејќи скоро беше исто одбележувањето на Светскиот ден на мозочни удари, па малку за рехабилитацијата. Што би кажале први како апел до нашите гледачи за остеопорозата? Значи што е најважно? Физичката активност е најважната за превенција, за да се па и за лекување е важно. Пациентите да бидат физички активни, да се движат, да се има оптеретување, да нормална исхрана, бидејќи ние таа саркопенија што ја спомнав, имаме проблем што нашите возрастни, дали од финансиски, дали од едноставно немање на апетит, не знаеме. Повеќе фактори има, за жал, беше Светскиот ден на гладот, секој пети македонец гладува. Нема доволно да си купи храна, значи немаат внес на протеини, месо и пациентите губат и мускулатура и квалитетна исхрана. Многу е важно да има еден повозрасен пациент квалитетна исхрана за да може мускулатурата да има што да ја движи. Значи многу е важна правилната исхрана и дали пациентот е мобилен. Значи најнешто што е лошо за еден повозрасен пациент е обездвижувањето. Така да апелираме пациентите да се движат, да бидат активни колку може. А ако имаат некои сомнежи или имаат проблеми, да направат консултација со доктор за да може да им се даде насоки како да функционираат, бидејќи се случаи имаат проблем со кичмата, они лежат 2-3 недели, после уште повеќе им се влошува мускулатурата. И сега доктор Симона кажав, скоро беше одбележан и Светскиот ден на мозочните удари. Знам дека секогаш кога ќе дојдам нели кај вас во ординација, дали работно, дали нешто нели приватно, секогаш навистина ординацијата е полна со пациенти. Знам дека рехабилитирате мозочни удари. Се почесто за жал слушаме дека многу млади доживуваат мозочни удари, дури на 20 и некоја година. Скоро слушнав за еден случај младо момче починало од мозочен удар на 25 години. Ме интересира која е најмалата возраст која што кај вас еден пациент дошол да се рехабилитира после мозочен удар, бидејќи навистина ова е страшно што се поместуваат толку многу границите. Немаме пациенти толку млади со мозочни удари, претежно се после, да речеме, 50 на години, што сепак и тие се млади пациенти. Мислам дека имав и 40 и неколку години, тоа пред неколку години имав доста еден пациент што нели и функционално со дете, со жена, со све детето мало, значи цел живот би требало да биде, меѓутоа за жал дали начинот на живење не се наметнува квалитетот на животот и исхраната, физичката активност или стресот е најголем. Дефинитивно и стресот влијае, меѓутоа и другите коморбидитети ние го игнорираме хипертензијата, притисокот. Многу често од нашите пациенти имале притисок. Не знаеле, не ги пиеле лековите. И на пример ќе настане или дури да се примаат лекови, еднаш годишно мора да се прави контрола кај кардиолог, триадата на пример висока хипертензија, диабетот е предиспозиција за мозочен удар, маснотиите, запушување на крвни садови. Има некој предвесник пациентот што може и некој пациент да добие, ние го викаме мозочен удар, да добие аневризма, крварење, тоа нема никакво предупредување при поголема физичка активност, така да
мораме да имаме предвид дека сепак све помлади пациенти има и дека мораме да ги успособиме за некаков нормален живот. Колку време е потребно? Месеци? Па и некогаш и година. Да, најчесто рехабилитацијата знае и до 3 месеци да трае, бидејќи зависи во која состојба ќе не дојде и во која фаза пациентот. Најубаво е пациентите да биделе во акутна форма, односно во првите 6 месеци имаме најдобри резултати, меѓутоа некогаш пациентите идат многу покасно. И кога идат во некоја фаза кај што имаме контрактури, односно зглобот не може да се движи, имаме зголемен спазам, па после се бориме со ботокс, со спазам, со многу други компликации што мислам дека можат подрукшие да се по некој начин да се изменаџира за би не би дошло до тој степен, дали од незнаење на пациентите, едноставно некој пати закаснува целата таа состојба. Сега бидејќи проблемите со мускулно-скелетниот систем ми се чини дека во денешно време се многу и најзастапени. Полна ли ви е ординацијата периодот, бидејќи времево толку беше променливо, беше премногу топло, па наеднаш залади, па еве сега некоја пак имаме топли температури преку денот. Кои се најчестите проблеми за кои што ве бараат деновиве? Да, многу често, да, пациентите имаат доста проблеми за жал, меѓутоа имаат проблеми од различно потекло, многу често имаме проблеми со колена, со колкови, имаме синовитиси, нели вода што го викаат у колено пациентите, па треба пункции, инекции, некоја се стават, некојаш и со помалата количина и со текар може терапија да се изработи, таа исто е една нова метода каде што убава дренажа прави. Имаме и руптури на мускули, скинати тетиви многу почесто поради нарушено крвоснабдување, поради тендинопатија доаѓа до кинење. Дел од нив во зависност од големината може да се решат и со овие терапии, со индуктивен, и со физикална, и со текар терапија, како сега веќе по-нови, меѓутоа веќе 2 години ги имаме во ординацијата. Не сметаме дека се толку. Секогаш навистина сте во чекор со новитетите. Нови, така да ете се трудиме на максимално ниво. Има доста проблеми, имаат и епикондилитиси, воспаление на лакти, најчесто нели број 1 е рбетот, спондилози, дископати, вратна кичма. Имаше периодот и многу вртоглавици се жалеа пациенти како последица на цервикоцефаличен синдром, дискус херни, промената на времето и спондилозата? Спондилозата прави такви проблеми, од друга страна и ова време паѓа притисокот, многу често и пациентите имаат проблеми, меѓутоа и кога има и повреди некој, тие места се многу повеќе реагираат отколку места кај што немаат, поради промената тие има барометри, промена на притисокот и заради тоа настануваат тие проблеми. Знам дека секогаш сакате да бидете, како што кажав, во чекор со времето да ги внесете сите новитети во вашата ординација и на вистина се трудите многу, имате многу на вистина, би говореле нели надолго и на широко, меѓутоа дали има нешто вака што во блиска иднина сакате нешто да донесете, еве како и Декса скенот и претходно за друго сме говориле, меѓутоа имаме при крајот, ајде гледаш да го вклучиме сепак на крајот од емисијата. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Сакам да ја прашам докторката за воспаление на прст. Значи одеднаш се појави како болка со оток и црвенило. На долната нога, на ногата? Не, на раката. Раката? Колку години имате? 44. А работевте нешто претходно? Не, нити си имам чукнато, нити нели. Работам на компјутер. Уште не се намали? Уште си стои? Па не, матичниот ми даде амоксиклав да пијам и ладни облоги. Ладни облоги може, антибиотик? Па не знам, ми рече докторката може да е некој воспаление. Тоа треба да се види, да се направи крвна слика, да се види дали има покачена седиментација и ЦРП. Многу често овие типови на болести на прстите се знаат и да бидат како остертритиси, ајде да речеме, на прстите и се појавуваат со болни чворчиња што се први црвени, па потоа кога ќе помине воспалението, тие остануваат деформитети. Тие се хибернартови, бушартови јазли и претежно имаат наследност, односно некој од родителите има такви деформирани прсти. Многу често може да биде, имаме терапии што можат, секако ако сега не знам матичната дали мисли дека има воспаление, нека се направи крвна слика, ќе се види дали има, секако и пред физикална би требало да се направи крвна слика за да се види инфекцијата е контраиндикација, меѓутоа да се става лед може дефинитивно. Добро. И може а за колку време ако не и помине може да дојде кај вас да се консултирате? Барем 2 недели. Ако 2 недели нема, меѓутоа со лед
задолжително да се става, нека става и некои од овие кремите овие што со ладење. Не мора и со ладење, може и обичи. Сега да не кажуваме марки имена на креми, зашто не на телевизија сме. Можете во аптека да отидете и да прашате, ќе ви припишат. А колку време веќе ви е така прстот? Па вака е околу 5 дена некаде. 5 дена. Може и ќе потпомине. Добро. Значи сега не знам други коморбидитети дали има, зашто не е убаво да се препишуваат лекови без да се види пациентката, нека става локално, ако не и помине за уште 5-10 дена, нека се јави на специјалист да видат дали е тоа или е некоја друга повреда. На може кожно? И еко. Не на кожно. Да ако има топче. Не, матичната вака ми даде исто снимање рентген, ама се знам дека не ми е скршеница да речам па да идам на рентген. Не, тоа може, не. Треба да направите рентген, да не е нешто во друга насока. А потоа, ако не се докаже ништо, може да се направи ехо на прстот, да се види на кој ниво, дали е тетивата, дали е остео фит, може и да е шилчен или мало народски, што го Добро, значи рентген направите, на кој специјалист да се јави после тоа? Може кај ортопед, кај физијатар, кај реуматолог, значи може го и кај вас зависи, да дојде? може. Ето така. А каде се наоѓа ординацијата ваша? Во центар сме Јордан Мијалков, улица. Позади позади Рамстор. Кај кафе. Како се вика? ПЗУ превентива 99. Така. Може да ни се јавите и утре, јас ќе бидам во телевизија негде после 11 часот, може и одма после емисија да ни се јавите, ќе ви дадеме бројче да се го имате за секој случај ако сакате да стапите во контакт. Ви благодарам во секој случај што се јавивте. Доктор Симона, еве при крајот имавме можност да клучиме еден гледач. Се надевам ќе се реши проблемот, ако не ќе го дадеме вашето бројче, па ќе може да се исконсултира со вас за проблемот, да се надеваме дека ќе помине, дека нема да има никои компликации. Вака само еден апел до нашите гледачи како за крај, како да си го сочуваме мускулно-скелетниот систем, бидејќи како што кажав, на вистина мислам дека се најчестите проблеми кај луѓето. Со движење. Так. Со движење, со вежбање, со физичка активност, со тоа што да биде контролирана, бидејќи имаме многу спортисти кои од преголемо оптеретување повторно имаат проблем со мускулоскелетниот систем. Значи да биде балансирано. Кај тие што имаат некои проблеми со рбетот се препорачува јога, пилатес, еве да не одиме или директно на јако, меѓутоа сепак апелирам дека јогата, пилатесот послабо помага за самата коска, бидејќи ни треба некое оптоварување. Значи вежби со мала килажа доволни би ни биле за и да немаат пациентките дома текчиња, може например едно шишенце со вода, со нешто напунето, пак да представува отпор или тие еластични, што рековме ленти, сепак имаме начини во денешно време со толку технологија, достапност на интернет, па и чат GPT сега многу ни е актуелен, а сите пациенти се проверуваат пред да дојдат кај нас со него и значи можеме да ги изменаџираме овие работи, да не дозволиме да се доведеме во ситуација да бидеме зависни од некој, бидејќи кога ќе настане таа саркопенија или фрактура, веќе ние сме врзани да зависиме од некој и плюс имаме уште еден член од семејството што го онеспособуваме да оди на работа или негуватели треба да се ангажираат или лицето да биде сместено за да може да добие некоја грижа дур да се осамостои. И уште додека ми трае мислата ве прашав во однос на тоа дали нешто планирате во иднина, некоја новина да воведете, нели секогаш знам дека сте па ева ова ни е релативно секогаш нешто ново. Ова ни е релативно ново со DEXA-скенот сега, значи тоа ни беше. Да, претходно имавме текар, Шокоев, имам значи многу работи, така да сега за сега може малце да одмориме, дур не видиме дека нешто на светско ниво докажало дека има. Иначе ние имаме новитети односно боцкање, односно да речеме PRP, користиме геникуларни инекции, тие се блокови на зглобовите таму каде што нема рскавица за пациентот на 4 до 6 месеци да може да функционира ако не сака да прави операција. Значи има такви новитети се следат. Ние сме нарочно навикнат на апарати, меѓутоа не е се до апаратите, има нешто и во кинезитерапијата, значи вежбањето има нешто и во другите работи што например и да го боцнеме пациентот интраартикуларно или ботокс да се аплицира за да добие поквалитетен живот. Добро, во секој случај ако има некоја новост, ние ќе бидеме тука, нели, вие ќе не искомуницирате, во контакт сме секако, долго време соработуваме, па ќе
дојдете повторно да презентираме до нашите гледачи. Благодарам многу за денес. Ви благодарам и на поканата и секогаш ми е задоволство да гостувам во вашата емисија. Така, почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам јас за денес. Како што кажавме, проблемите со мускулно-скелетниот систем се навистина големи, па ако некој има проблеми од ваков тип и ако сака да дојде во комуникација со мојата денешна соговорничка, знаете дека можете да се јавите во нашата телевизија, ќе го добиете бројот и секако ќе можете да појдете и да се исконсултирате за оној проблем кој што го имате. Ви благодарам за вниманието, ве оставам во убаво расположение, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време, понеделник, 17 часот.